Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Сведоци сме на се полоши, дневни, неделни и месечни статистики. Повеќе од 5000 позитивни лица има само во главниот град. Епидемиолошката крива непречено расте во нагорна линија. Додека трае забавата на социјалните мрежи, извештајот на Институтот за јавно здравје бележи рапиден раст во секој поглед. Но, додека едни немаат можност да закажат термин за тестирање, а други се лекуваат во дворовите на клиничките болници, почитуваните представници на власта се тестираат бесплатно и преку ред. Велат, виталните органи на власта се третираат како ургентни случаи и ова се прави заради заштита на функционирањето на државните институции. Па барем нешто на вистина да функционираше. Гледаме наплата на донирани тестови, па поврат на средствата. Ако поминеше незабележано, можеби сите 13.000 донирани тестови ќе ги наплаќавте. Таков е начинот на кој функционирате. Со купи ден продај политика или поново постирај па избриши. Веднаш по добивање на информацијата дека постои можност дел од бугарската делегација која беше присутна на состанокот во Берлин да е позитивна на COVID-19, од секретаријатот за европски прашања велат Димитров сепак ќе изврши редовно превентивно тестирање. Па прашуваме, дали повторно неговиот тест ќе биде приоритет во однос на сите нас? Ќе успееш ли, Венко, да им закажеш термин и покрај поплавата во Центарот за јавно здравје? Или да очекуваме уште некое лошо видео за кое ќе праќаш одговори преку Министерството за здравство? Еве, ќе те советуваме. Министер одговара со аргументи и факти, а одговори, проследени со пародии, се доказ дека немаш ниту факти, ниту аргументи за целокупниот хаос. COVID-19 покажа дека онаму каде што не постои политичка волја, не постои начин за справување со кризата. Но нема да престанеме да апелираме да воведете бесплатно тестирање за здравствените и просветните работници и да ги ослободите од работа хронично болните. А бидејќи повторувањето е мајка на знаењето, затоа повторуваме, Венко, поднеси си оставка. Ви благодарам.